Имаат своји имоти, но не можат да сечат дрвна маса за огрев од нив, се жалат жители на шарпланинските села во општина Боговиње. Откако Шарпланина е прогласена за национален парк, надлежните не им издаваат дозвола за сеча. Се обратиле до сите надлежни институции, но велат дека не наишле на разбирање. Немаме само ние проблеми. Проблеми има Урвич, има Ново село, има Новаке, има Раковец. Значи сите. Околу 9 села гравитираат во националниот парк. Не знам како зимава. Ова е шарав. Може да утре да заврне снег. Може да има 2 метра снег. Овде луѓето кои седат се или пензионери, или социјален случај, немаат секој 100 евра да даде за кубик дрва. А има дрва од дедо, прадедо останати тука, нивна шума не може да сечат. Не ми дозволуваат да ги носим. Не доаѓа трактористо да ги товари. Вика ова извозница никој не дава. Бев у шумска полиција таму, никој не ти дава. Вика снајди се. Кај да се снајдам? Ако националниот парк нема луѓе кои би го сработиле тоа, би било пожелно шумското претпријатие да издаде дозволи како што издаваше до прошла година. Немавме проблеми уназад многу години. Од јавната установа Национален парк Шарпланина велат дека досега немале вработени кои би можеле да ги издаваат потребните дозволи, затоа што чекале одобрени од Министерството за финансии. Директорот Ибрахим Дехари информира дека е отворен оглас за прием на шумарски инженер. Сите технички потребни документи се завршени. Досега не беше регулирано, немаше одобрение од финансии за да отвориме оглас. Тој што има имотен лист да дојде до нашата јавна установа, седиштето ни е во поранешната жичара Тетово, да поднесе барање. Ќе излезе шумарскиот инженер на лице место со уредите, ќе види каква е состојбата. Ако исполнува услови, тој веднаш добива дозвола за сеча. Ибрахими вели дека за лицата кои имаат имот во зоните на строга заштита, каде е забранета сечата, дрвна маса за нив мора да обезбеди државата.